За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден дојдовте во ова издание, како и секој петок, посветено на историјата на Прилеп, односно она прилепска историја. Се навраќаме значи на минатото и ќе зборуваме сега прв пат за каратето, а тоа значи дека гостинка ни е од карате спортот, легендарната Валентина Пурдеска. Добро ни дојдовте во ова студио. Добар ден и поздрав до слушателите и гледачите на Пела. Рековме, ќе зборуваме за минатото, а вие имате толку богата кариера, што јас не можев да се одлучам со што да започнеме, но сепак предлагам еден историски меч кој ми остана најдолго во сеќавање, а тоа е мечот по самото осамостојување на Македонија. Значи, како премногу млада држава, Македонија почна да излегува на меѓународна сцена и преку спортските амбасадори, а вие како карате женска репрезентација на Република Македонија се сретнавте со големата Америка, односно Соединетите американски држави, тие 310 милиони народ, Македонија одвај 2 милиона и ги победивте со 2:1. Тоа беше некаде есента 1992 година. Ајде да се потсетиме каде се случи овој подвиг и на кој начин. Па тоа беше 1992 година на светското првенство во Шпанија, во Гранада, каде што први како спортисти под осамостоена Македонија настапивме први под знамето и тоа ќе биде запишано во историјата. Првата победа за Македонија под првото знаме што го имавме беше мојата победа врз Америка, меѓутоа како екипен меч заврши борбата, мислам, екипно завршивме 2-1 и тоа беше, не можам да ви кажам, американките, ние прв пат излеговме и прв пат застанавме на душеци. Ние вежбавме на тврда подлога, на паркет, на мермер и така натаму. Таму кога појдовме тие душеци татами, не ни беа ни воопшто, мислам, знаевме како вежбаат другите држави. Меѓутоа ние немавме такво нешто. Дали имавте време за адаптација кога појдовте таму? Па имавме време. Мислам дека имавме 2-3 дена време пред тоа и таму ката тимот исто настапивме и како ката тим, екипно женски. Бевме 3, двете од Прилеп, другата Емилија беше од Скопје. Таја беше друг стил, меѓутоа се прилагодивме до тој степен така да на светско првенство ти да бидеш 10-то место во екипно ката тим, а кратко вежбани, значи едната од Скопје, другиве две од Прилеп, мислам дека направивме и со тоа голем успех. Значи 2:1, тоа се 3 вкупно борби. Да. Една борба добија американките, 2 борби добивте вие, а вие бевте и капитен на репрезентацијата. Да. Јас ја понесов првата борба. Обично во екипно кога се работи комите или ката тим, оној што е најстабилен и кога губи, што не се предава, претежно оди првата борба, првиот меч да го повлечи нештото, да ја повлечи цела екипа. Имавме трема, не велам не, прв пат светско првенство, самата атмосфера во салата беше нешто невидено. А и кога жребката ја дознавте дека противник ви е Америка, сигурно можете и да се исплачите. Да, меѓутоа да ви кажам, претходниот ден имавме проблем со Грција. Под првото знаме ни го искинаја знамето и така имаше некој грците. Значи грчката репрезентација и едноставно испадна дојдени се политички, не се дојдени спортски. И малку тоа ни наби некоја, не знам како, уште ветар во грб ни даде, уште поголем ветар во грб. Така да мислам дека и принцот ги дисквалификува грците. Тоа беше на старото знаме. Да. Ние бевме поедени, ние сме спортски луѓе, нема граници за нас, нема религија или раса или знаме,
битно е одиме спорски, а тие беа насочени онака како што од државата беа пуштени. И мислам дека многу добро покажавме која е Македонија. И беа дисквалификовани тие, а нас не беше дозволено да настапиме сите. А тие ниту еден од репрезентација не смееше да настапи. Принцот ги дисквалификува. Значи беа дојдени со други идеи, со други цели. Значи покрај сите тие проблеми, Да. дебитанти на еден таков надпревар, вие победувате Америка. Како се одвиваат тие борби? Еве вие дали се сеќавате на вашата противничка? Дали претходно знаевте нешто за нив? За Америка знаевме од весници. Тогаш немаше мобилни или YouTube сега како што има. Никакви компјутери? Да, немаше компјутери, меѓутоа јас набавував литература и весници од странство и бевме во тек со некои знаења до кај се другите држави. Меѓутоа самите како тим беа опремени од глава до петици, беа во иста боја тренерки, ние бевме во две различни тренерки, па под знамето не смееш да излезеш. Немате соодветна опрема. Така. Значи имаше и други проблеми, меѓутоа фала Богу и тоа успеавме да го надминиме. Тогаш Euroinvest, значи како фирма, фабрика која постоеше зад нас, ни овозможи да одиме на светското првенство. А вие бевте и од клубот Euroinvest? Да. И имавме тренерки и од клубот и од репрезентацијата. Меѓутоа се комплетиравме некако, за под знамето не смеш да излезеш во различни тренерки, значи секој треба да биде во иста боја. И екипната борба, знаете како, Кически беше, Димче Кически ни беше селектор, и Чедо Саздовски во тоа време. Бараше кој може да го понеси првиот меч. Значи самата трема, одговорност голема, прв настапуваш за Македонија, затоа што машките настапуваа наредниот ден. Поединечно исто борбите настапуваат по 2 дена. Настапувавме. А екипните мечеви, значи прво почнаа со женските екипи и беше една голема одговорност како би се представиле. Многу е битен првиот чекор. Кога нешто ќе те понеси, тогаш многу е полесно. Екипниот дух веќе заживува. Да се разбие она неизвестност, она трема. Да, мислам дека американките не подценија, затоа што едноставно прашуваа која е ова земја. Млада земја, мислам Југославија има ја слушнато, меѓутоа Македонија не. И тоа интересно беше затоа што кога ќе не смееш противник да подцениш. Без разлика од каде доаѓа, иако не си слушнал за името. Тоа е една поука која многу пати се појавува како поука, но често пати и не ја сваќаат сериозно спортистите. Да, меѓутоа после тоа многу добро знаеа која е Македонија. Во текот на годините, па сега еве се докажува и со ракомет, и со одбојка, кошарка, фудбал, последното нешто најрадосно што ни се случи. Така, цел народ е со сите спортисти кои одат натаму да ја представуваат државата во вистинско светло. Значи, ја паметите сигурно таа борба со противничката, како се одвиваше? Првиот поен го зедов јас. Значи таа влезе. На кој начин супериорно. Многумина не се запознати со каратето, како се добиваат тие поени? Тие поени ние бевме учени спортско однесување. Значи после стоп од судија нема мавање, нема удирање, повторно некоја акција. А тие беа, ќе видите и на снимката, нон-стоп после стоп од главниот судија, таја тогаш маваше. Значи тогаш правеше сега оди. Да. Тогаш правеше некој контакт кој не е потребен. Поранешните судиски правила беа доколку удира неконтролирано, затоа што ова е мора да имаш контакт, да, меѓутоа дозиран контакт. Не смееш премногу. Тоа е за поен. Во тело појаки се контактите, додека глава треба строга контрола. Меѓутоа, јас прво што таа налета, знаете како супериорно дека поен зема, претежно одеше на нога, да земи ипон, тоа се 3 поени. Меѓутоа јас сум, тоа се вика во карате дијае. Тоа е кога само што ќе трепнеш, јас бе влезена во незе и излезена. Значи тоа е најбезбедниот поен што можеш да го направиш со джакозуки во тело, пресретнување на идејата на противникот. Нема ни чекор. Да, нема чекор да направи, а ти веќе си влегол, си направил поен и си излегол.
Тука за поен понатаму мислам ќе имаме време да ви кажам кои од прилика за поен да добиеш треба 6 критериуми: добра форма, спортски став, правовременост, дистанца коректна и многу други работи. Многу предуслови. Да, многу предуслови, така да првиот поен не понесе некако. Значи 1:0 победува? Да, потоа таа добива, води, на пола борба таа ја води. Значи пресврт да станува? Да, пресврт. Тогаш што помисливте ви? Ништо, влегувам на се или ништо. Самата поддршка од публика се слуша на тоа видео. Публика беа каратистите Нашите, да, пошто сите нашата експедиција. Да, сите беа уплашени некако како ќе биде ова прв пат настапуваме али тоа беше што да ви кажам. Значи треба да се доживее. Сега намовнувам само што го зборувам ова. Значи 2:1 води противничкото. Да. Потоа изедначувам јас. Прави пак неконтролирано удирање, значи после стоп паѓа долу на земја, стопира судијата и таа после стоп удира со ногата на кај мене во лицето. Меѓутоа тоа беа не беа некои страшни удари, не знам како, меѓутоа по правилник не смееш така. Како требаше да реагираат судиите во тој момент? Судиите прво ја опомена, потоа веќе почнаа да ја казнуваат. Од каде беа судиите, дали се сеќавате? Па искрено да ви кажам, ги имам видено сега како судија, едниот од судиите, многу време поминало, мислам дека е од Европа. Не знам точно од која земја. Другиот мислам дека од источните земји. Дали добро извршија задачата тогаш? Па да, пошто беше тогаш беше ВУКО, под ВУКО се надпреварувавме и беше огледало систем, двајца суди и еден кан за главен таму на записничка, со кој мора да се консултираат и многу брзо поените се случуваше, мечот се случуваше измеѓу двајцата нив. Значи, ние како такмичари и тие од страната веќе гледаат внатре што се случува во контактот. Меѓутоа сега по новиве правила имаме 5 суди внатре, плюс кан за назад, контролор друг. Од сите агли нема шанси да помини нешто да не е видено, пошто овде имаше недостаток од она нешто да се види. Има некој мртов агол, ти ја гледаш ногата кај тргнува, дали завршила доволно добро или само чепнала, дали е полна нога или и така натаму. Мораме да сватиме дека 92 година сепак е тоа. Да, 92, меѓутоа потоа веќе повторно иземам на исти начин такви поени и крајниот поен земам исто Џако Зуки, надјае пресретнување, потоа упорно напаѓа, таја бега додека води, избегнува борба, али јас ја бркам, се гледа после тоа. Меѓутоа на крајот веќе го добивам тој поен, таа разгневена дека губи, веќе влегува да удри, со цел да удри и веќе ја казнуваат. Јас иземам поен, не се казнуваат поен, земам и така ја прогласуваат победата. Значи конечен резултат 4:2 да. Ви дошли. Не знам точно, јас фокусирана сум на поените што се прават, меѓутоа како резултат мислам дека тука разлика од 1 до 2 поени беше. И по добивањето на овој меч сигурно имаше радост голема. Како не, па тоа беше сензација, како да ви кажам. За повторно втората после мене што настапи, Небојка, го доби вториот меч, третата, мислам, Јулија Блажевска го изгуби едниот меч. Но веќе добија, така. За наредното коло од Канада да изгубиме. Значи се случи, мислам, мојата борба беше нерешено. Меѓутоа другите две колешки, се случи, беа подобри, дали. Не можам да коментирам таква снимка, немам сликата во глава што ми стои, а памтам многу одамна. И мислам дека што можеше Македонија во најдобро светло ја представивме. Тоа одеше и на Дневник 2. Вашиот колега Бранко Радовановиќ, тоа беше, и тој е каратист. Сензација беше на вестите, одеше како македонските амазонки ги тепаја американките. Не ни знаеа каде е Македонија, па добро слушнаја каде е. И таја година бевме прогласени за најдобра женска екипа со Кометал, ракометарките.
Киро Глигоров ни го даде пехарот, ни го врачи. Убаво чувство, не можам да ви кажам како сме се чувствувале. А тоа, она победа наша, што беше во Шпанија, тоа му даде поттики на другите машките надпреварувачи кои следуваа наредниот ден. И јас наредниот се ден... охрабрија, сигурно. Да, сигурно. Наредниот ден имав поединечно борби и бев пласирана од 8 до 12, меѓутоа имав повреда и не смеев да настапам понатаму. Тоа беше огромен резултат на светско првенство. Значи поединечно бевте Од 8 до 12, да, место да, на светот. да. Тоа е светско Да, првенство. да, да. Третата борба изгубив јас. Со колку победивте, дали се сеќавате? Каде беа Едната противници? беше од Тајван, другата мислам дека беше од не знам точно, да не тресам Да. глупости, вака не памтам првата борба. Во секој случај, таа 1992 година, дали можеме да ја сметаме за една од најдобрите во вашата кариера? Па мислам да, ако се гледа на светско првенство како надпреварувачи, затоа што наредната година на Европското Прага веќе немавме некој завиден резултат, меѓутоа светско првенство сепак си го носи името, макар што уназад бев веќе 2 пати трета на Југославија и бев во југословенска репрезентација. Пред војната во Сараево во Босна бев трета на Југославија, Обреновац исто бев трета, Загреб бев првата година четврта, на Амстердам вадо кај репрезентацијата бев четврта на европско ниво. Ајде малку да се задржиме повеќе на тоа европско првенство, односно европски куп во Амстердам. Да. Рековте четврто место во борби и во кати сте настапувале. Во кати, не, Амстердам не настапува во кати, Само во борби. само во борби, додека во Гранада настапував и кати и борби. Амстердам само во лесна категорија во борби настапив, додека инаку такмичев и кати и борби, и екипно кати и екипно борби. Амстердам, мислам дека беше, обично не зборувам за судиските одлуки, меѓутоа, пошто јас сум судија, меѓутоа беше направена голема неправда, затоа што 4 поени не ми ги досудија, а еден сумлив поен победи на другата противничката. Меѓутоа, тоа е тоа, спортот Тоа носи беше- победи и порази, меѓутоа мора да се носиме со нив. Ако победевте, влегувавте во финале. Да, Така. да. Не, ако победев, значи со оваа борба за трето место после се влечат на репасаж, ще влечат и тогаш ќе бев трета. Предходната борба со Ќе освоите сумливи медал. поени, да, да. Со 1-0 заврши борбата, така да не досудени поени, еден сумлив контакт повлекоја занезе за противничката, така да ја изгубив таја борба за трето место. Значи тогаш бевте најблиску до медал. Да, да. Тоа не е првенство, е куп, меѓутоа сепак имаше многу држави. И ни беше, како тоа беше пред Шпанија да се случи. Значи, иако насловот е куп, сепак се Да, работеше да, за да, да, концентрација на најдобрите Да. од Европа. Така е, да. Затоа што и бивша Југославија, првите тројца најдобри одевме од републичко ниво, одевме на државно ниво. И сега да ја составиме репрезентацијата на Југославија, може само да не победа јапонците. Ви гарантирам, затоа што каратето е толку далеку поидено. Сите што сме биле репрезентативци на Југославија, сега се среќаваме кој како судија, кој тренер, некој во стручниот тим, значи се уште се активни луѓето, кај нас нема граница, возрастна граница. Значи доколку го сакаш нештото, можеш до крај на животот да се посветиш на тоа и да му помогнеш на младите да го најдат правилниот начин како да стасат до тој медал за кој сонуваат, кој би му донесол многу други бенефиции во денешно време. Ја спомнавте Југославија, тој период, значи пред распадот на федерацијата, неколку надпревари, кои се вака најкрупни што ги сметате за најуспешни? Влеговте и во репутацијата? Да. Беше Дали државните првенства на Југославија? Државните првенства на Југославија беа нешто најдоброто. Најдоброто од сите републики и 2 покрајини беше во тој ден се случуваше.
Така да бираш секој од добар подобар. Тука влијаеа многу работи, пак ќе ви речам само контролата, дисциплината. Ние бевме благодарение на тренерот Милан Башевски, Дрцко да го споменам, Миле, да, Милан Дамчевски, Златко Богески. Значи тие луѓе дадоа еден придонес во Прилеп и сите ние сме излезени од тие клубови. Чешелковски, господинот да не го заборавам, значи страшно добри луѓе и Имавте од кого да научите? Да. Бузе, значи многу луѓе придонесоа Евроинвест да се крени во тие висини, затоа што машката комите екипа борби беа на Сојузна лига, прва Сојузна лига. За нас такмичеше Назим Куртович, Златко Кесковски, овај имаше и одстрана дојде. Да. Тој е сега, ајде, не можам да се сетам презимето како му беше, исто од Скопје, од Металург. Значи клубов беше толку привлечен што и одстрана најдобрите доаѓа. Беше затоа што во сите дисциплини имавме. Од пионери кои почневме, кадети, младинци, сениори, и мажи и жени. Така да Југославија беше нешто фил кога ќе се сретнеа Усенагич и Идризи, значи беше празник за очи. Едниот работи рачна техника перфектна, другиот работи ножна техника. Тоа беше Титоград, таму бев исто во Ката Тим и Кати работев. Беше празник, не можам да ви кажам каква лепеза на техники, затоа што во карате не е само една техника, има многу техники и мора да се прилагодиш според противникот. Доколку е повисок, значи мора да знаеш да скратиш дистанца. Мислам, ако скратиш, а се подолги неговите раце и нозе, ти си на мета. Значи можеш да бидеш шитар, да процениш кога би можел да нападнеш и има многу компоненти има тука кои треба да се изучат за да бидеш врвен спортист. Значи вие уживавте и кога се напревувате, ама и кога гледате одстрана. Да, па навивавме, ние нонстоп бевме машки и женски пример, кога такмичеа нашите од Евроинвест пример, велам клубски, ние бевме навивачи, ние завршуваме, тие навиваат. Едноставно бевме цело семејство. Значи еден за друг живеевме. Исто и репрезентација, некој компактна, некоја целина се направи. Ако бевме од повеќе клубови репрезентација, значи мешавина, Прилеп имавме секогаш ние испод четворица, не бевме во репрезентација, па и повеќе. Да се подсетите, кои беа најголемите ривалки во тоа време на Југославија? Од каде беа најдобрите каратистки? Дали се сеќавате презимени? Да. Во моја категорија, во лесна категорија, Естер Талоши беше државна првенка на Југославија и таја беше ученик на селекторот Душан Дачич. Од Војводина, Нови Сад. Таа беше, значи, јас кога почнав да такмичам, таа веќе 2 години, јас сум втора или трета генерација на борци. До тогаш имаше само каташи. Женските такмичеа кати, екипно и поединечно. Значи некоја новина беше Да, борбите беа новина и таја беше веќе 2 пати настапуваше на Европско првенство, потоа се сретнавме со мене. И Загреб бев четврта со 1 поен изгубен. Идризи и Назим Куртович беа позади. Така да Дали се имате сретнато со Естер? Со Естер од тогаш се немам сретнато. Значи патуваме нонстоп. Тогаш се сеќавате, имавте дуели со неа? Имавме и то нонстоп се среќававме за прво место, вечето се боревме со незе. Веќе првиот пат кога настапив јас, тие не знаеа со дали каков... Дали сте ја совладале некогаш? Да. Ке видите, има и во весниците, во Ринки, Црн појас, тогашните весници на Југославија. Тие списанија наменети за боречките весници? Да. И тоа беше веќе исто Мостар на припреми, бевме 10 дена, бевме можеби 12. Кога повторно таја се избра за Глазгов да оди, али се беше повуци потегни, тука за пола поен, за поен, да. Меѓутоа, незиното искуство беше поголемо, пошто пред мене такмичела 2 години
и мислам дека сепак селекторот одлучуваше крајно. Мислам дека Кои квалитети ги имаше таа? исто работевме, и рачна и ножна техника. Исто беше надитрување, кој кога ќе нападне и кога ќе земе поен. И затоа тука се случува борбите со еден разлика. Вечито со еден разлика. Меѓутоа сепак, ете, бевме во тој предел таму, можеби на домашен терен тие, па повеќе и судиите беа наклонети на тоа. Али не жалам, сето тоа е искуство, тоа е пријателства. Мислам, после тоа ние бевме ривалки на терен, меѓутоа приватно се дружевме сите кога ќе бевме репрезентација на припреми. Сигурно разменувавте искуства. Да. Имаше исто од Загреб Иванишевиќ, од Иванич град, тоа е блиску до Загреб. Лесна категорија, потоа беа белграѓанка Тања и другата не знам како се викаше, ги имаме во весниците, меѓутоа тука бевме, не бевме огромна разлика некоја да дели. За поен се решава работите. Кој ќе оди понатаму, кој се враќа назад во републиката и така. Многу градови имате прошетано, многу држави, многу првенства, многу турнири. Дали можете, ви задавам една тешка задача, да издвоите некои кои ве одушевиле и сте посакале да бидете како нив? Некои светски каратисти. Да. А сте ги виделе тука на дел? Како не, па на светско првенство Мимура, јапонката, ние додека се спремавме ката тим, таа вежбаше до нашата сала, така како со паравани беа поделени просториите каде се загревавме. Тоа беше нешто, како да ви речам, страшилиште, нешто што ние како принцип го работевме во клубот, меѓутоа тие го живеат нештото, родени се за тоа. И многу некогаш и нивни техники крадевме, од самото гледање, гледавме како се подготуваат, кај треба да забрзаме на ритам, кај треба да појачаме, кај треба пауза меѓу елементи да се направи и така. Како не, па многу ми беа идоли. И од мажите надпреварувачи, и од жените, али сега е стасано каратето далеко. А за Јапонија, кога ја спомнувате, да се гледа Јапонија во карате е исто како да се гледа Бразил кога играл Пеле. Да, ете така. Некој врв. Така, некој врв и родени се, живеат така, начинот на живот му е нив така. Не сме, затоа велам, доколку би направиле сега репрезентација на Југославија, може само Јапонија да ни парира. Значи, страшно добри кадри излегоа од поднебието на Југославија. Мислам дека јапонците тоа тајно го држеа во многу случаи, меѓутоа сега со размена на тренери, семинари, посетување и така натаму, многу користиме од нивните научни достигнувања во карате. Европа е многу далеку поедена со каратето, значи парира на Јапонија во големо светло. Источниве земји, арапските земји се многу далеку стасани. Она е чудо нешто. Значи, али кога ќе земиш ти од 20 милиони народ да бираш репрезентации, тие немаат една, имаат 5 репрезентации, 3. На премиер лига оди оваа репрезентација. На друга, на лига за младинци што е, оди така ги челичат, значи она е машинерија. И ние, благодарение сега во моментов на председател, уназад колку години е Драган Стојановски председател ни беше, сега е вашиот колега Горан Милковски. Не можам да ви кажам, значи ја постави федерацијата на такво ниво, од тренерски кадар, тренерски академии, судиски академии. Ние не случајно сме добро котираме во светот како судии. Значи беше изнајмен професионалец, председател на Европската судиска комисија, Примош Дебенак од Словенија. Работеше со нас години човекот и се уште работи, се консултираме нон-стоп. Ние сме негови кадри.
Значи професионалци најмени како да ги кренат македонците, македонското карате на врвот. Почнувајќи од однесување на тренери, на надпреварувачи, кодекс на однесувања, законски норми, федерацијата, јас и тврдам дека карате федерацијата е најдобро организираната федерација во Македонија, на кој ни завидуваат Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Словенија. Се чудат додека ние за видео ревју, она што сега во фудбалот исто се користи, се враќаат снимките. Дали бил ете така. Кај нас е видео ревју. Имаше само светската федерација, Шпанија, една земја како Шпанија и Јапонија и ние. Значи ние тоа го работевме години уназад и не случајно се каратистите Емил Павлов појдени горе таму каде што треба, пример. Огромни средства вложени, негови лични средства вложени, веруваше во нас, го оправдавме тоа што веруваше и се уште работиме на таја линија. Значи е поставена на многу јака база, на здрави темели и мислам дека допрва ќе се слуша за резултатите од карате. Да, би сакал да се вратим уште малку на вашата кариера како каратистка. Спомнавме Македонија, Америка 2:1, европскиот куп во Амстердам, југословенските надпревари кога беше времето на таа федерација. До кога траеше вашата кариера и како се одвиваше тој остаток што не го споменавме? Па, јас мислам дека последно настапував до 94-та, мислам, така. После настапувавме како на некои турнири како во Кати има посебна група на тренери, пример, или како ветерани, па можеш да настапуваш и така. Но и тие години, колку што се сеќавам, имаше некој паралелизам во каратето. Да, се случуваше така. Имаше некој недоразбирање. Да. И тука па затоа и криза беше карате така, затоа и тука сум престанала како надпреварувач. Се поделија две федерации, едната беше конфедерација, другата федерација. Не се знаеше ни која е вистинска. Ние сме валидни, па ние не сме валидни и така се разединија клубовите на две страни. Многу огромна штета се направи тогаш. Тоа беше можеби најтешкиот период. Да, многу надпреварувачи кои беа во топ форма не излегоја надвор од држава, не му се даде прилика да се прикажат во вистинско светло. Меѓутоа, јас не се повлеков од карате, туку работев и како тренер. 95-та е оформен мојот карате клуб Бонсаи, а пред тоа работев исто како тренер. Помагав во клубот Евроинвест и тој се распадна, се подели Прилеп, карате клуб Гоце Делчев, Сеикен, 11 клуба имаше Прилеп, за сега да функционираме само 2 клуба постоиме во Прилеп. Тоа беше една огромна бројка на каратисти, огромна лепеза на здрави кадри, меѓутоа, ете, во таков период тоа се случи, многу се откажа, многу се разочара, некои ради приватен живот се повлекоа од спортот, се уште и ден денес сите контактираме, се гледаме. Меѓутоа, тој период, така како една црна дамка во каратето, можам да го споменам во Македонија. И тоа многу не кошташе. Мислам дека многу генерации ги изгубивме тука. Веројатно вие можевте уште некое време да се надпреварувате, да. Меѓутоа сепак и до 94-та што ја спомнавте како последна надпреварувачка година за вас, вие имавте едни огромни успеси и мислам дека нема девојка која е во каратето, што не би посакала да биде како вас, да стане онака на највисоките нивоа од овој спорт. Па како се станува, Валентина Пурдеска, да ни кажете? Како се станува? Како е од тој пат? Да. Што треба се направи? Тоа е многу трнлив пат, многу тежок, долг пат. Тоа го можат да успеат само најупорните, највредните, значи работа, работа и работа. Посветеност, само жртвување, само дисциплина, многу теорија знаење. Значи, гледам, понесовте овде не знам колку килограми сега книги. Да, тоа е 10 на 100. Само овие книги да се прочитаат, треба многу време. Да. Овие се стручни материјали. Да. Мене ме интересираше од секогаш, значи ние сме, сега јас
може би е неблагодарно јас да зборувам за мене, меѓутоа комплетен каратист мора Но да ги добро е да разбира. кажете да разберат помладите. Да ги разбираат и катите и борбите. Значи тоа е како во фудбал, пример, фудбал да споменам. Некој само може да дава голови од пенал, другото не го интересира. Не може. Значи сето е поврзано заедно. Една универзалност. Еден синџир, една алка. Се среќаваме со проблем кај младите судии сега. За борби, ако е борец, ги разбира борбите. Кати ништо. Значи, нас ни требаат универзални судии, значи и ката и борба што разбира. Од едното со друго. Да, техниката во борба се чисти преку техниката во ката. Значи прво кихон, техника, договорена техника, па после надградбата во ката и во борба. За разлика од голема штета што јас мислам дека сега сваќаат дека борец со 2-3 техники и јас сум шампион. Не е така. Значи далеку е стасана работата, не е како ние ко сме влегувале во борба па сме биле почетниците, да речам не си знаел многу. Значи тие што ти биле техники, тие си ги употребил. Сега ширината, лепезата на техники е огромна и тогаш била, меѓутоа сне учеле ние, нон-стоп сне учеле. Моја препорака и до младите, не до младите, уствари тоа е до тренерите, да не ги запоставуваат катите и техниката, затоа што чист борец е чист борец, ама чистите техники произлегуваат преку учење на базната техника, преку кихонот. Значи обавезно препорака, да, не мора да такмичиш кати. Секој не е надарен и за едно и за друго. Значи ти разбирај ги, учи ги, да ги знаеш за себе, а такмичи друга дисциплина. Затоа што е многу побрзо во една дисциплина да направиш ти шампион. Кога ги правиш паралелно двете дисциплини, после веќе онаму 15 години, таму каде што е подобар, таму го насочуваме. Ама инаку до 15-16 години ти можеш комотно едно и друго да работиш. Еден Агаев од Азербејџан, светски првак, не знам колку години, да не... Значи е страшилиште нешто човекот. Државен првак е во кати. Значи а борец е. Човекот е борец. Сакам да направам една споредба, една паралела. Не можеш да ги запоставуваш некои работи, затоа што тоа е цела наука, цела филозофија на учење. Мене од секогаш ми било драго да јас порачував од странство и весници и литература, додека другите купуваја фармерки 500 кеци, јас земав, тогаш беа скапи оние, како се викаја, касети во видео, да, ВХС касети, CD-на сне порачувале од странство, ама затоа бевме па горе напред со случувањата. И денес поседувам со огромна библиотека посебно за боречки вештини, макар што и друга литература многу сакам да читам. Учење, теорија, работа, само жртва секако треба пожртвованост. Доколку не го сакаш ова и не се посветиш, не може резултат да имаш. Во било кој спорт, не само во карате. Мислам дека ќе стасаат тогаш на целта, да не се откажуваат. Препреки има и лјадници, вие сте сведок на какви се глупости се случувале, па секогаш ми беа поттикт за што поголема работа и уште поголемо докажување. Валентина, ќе разговараме и понатаму, само предлагам сега една музичка номера од режијата. И благодарам. Се појави пред мене убава ко магија. Како да те чека, верувај. И како сенка некаде во ноќта замина. Кај да одиш, ке те најдам, знај. Љуби, 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 љуби ме. Вака само време губи ме. Љуби, 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 љуби ме. Секој миг е посебен. Љуби, 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 љуби ме. Заедно да се разбудиме. Љуби, 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 љуби ме. Во сон ќе биде секој ден.
си моја ти. Љуби, 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 љуби ме, вака само време губи ме. Љуби, 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 љуби ме, секој миг е посебен. Љуби, 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 љуби ме, заедно да се разбудиме. Љуби, 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 љуби ме, ко сон ќе биде секој ден. Само време губи ме. Љуби, 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 љуби ме, секој миг е посебен. Љуби, 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 љуби ме, заедно да се разбудиме. Љуби, 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 љуби ме, ко сон ќе биде секој ден. Љуби, 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 љуби ме. Љуби, 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 љуби ме, секој миг е посебен. Љуби, 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 љуби ме, заедно да се разбудиме. Љуби, 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 љуби ме, ко сон ќе биде секој ден. Продолжуваме понатаму. Наш гостин во студиото на Пела, почитувани слушатели и гледачи, тоа е легендарната каратистка, подосна тренер и карате судија Валентина Пурдеска. Пурдеска, имаме многу за разговарање, многу теми, но времето не ни дозволува за се да зборуваме, па одбираме по нешто што ми сметаме дека е вака најкрупно. Спомнавме за вашата кариера како каратистка, како надпреварувач до 1994 година. Препорачавте на сите оние кои сакаат да го достигнат вашето ниво или барем да се приближат, што треба да направат, да се жртвуваат, да бидат упорни, да не се откажуваат. Да. Дали некогаш ви се случи тогаш друштвото да ве вика некаде, а вие сепак да не одолеете, да се откажете од нешто за да присуствувате на тренинг, на надпревар? Ви се случило некогаш неоправдано да отсуствувате од тренинг? Неоправдано, јас да ви кажам, не знам, во толку години како такмичар, дали имам отсуствувано од 2-3 тренинзи, доколку не сне биле само на југословенско ниво или некаде на припреми, па да ме немало во клубот. Дали 2 или 3 тренинзи имам промашено во цела кариера, моја такмичарска, а и сега како тренер, доколку не сум на патување некаде или не сум на работа, нон-стоп сум присутна на тренинзи. Тука е и тренерот Дамјан Ристески, Филип Ристески, тоа се мои внуци кои ете ме наследија. Имаме многу инструктори, исто тренерчина од нашите каратисти, од мајсторите црни појаси. Доколку не сме ние тука, тие не заменуваат. Тие веќе долго време ги подготвуваме како треба да работат со деца. Значи цел живот посветен цел живот на посветен. каратето и никако некое неоправдано отсуство. Да, меѓутоа благодарение мораш да имаш поддршка и од семејството и од фамилијата. А друштвото ме разбираја и ме бодреја, искрено да ви кажам, не секој сега ќе одиш на тренинг, со нас не идиш и така натам. Да, за се има време, ако си го распределиш времето квалитетно, за секаде ќе стасаш. Меѓутоа, тука изгубивме многу деца во пубертет. Не се младите како ние што сне биле. Сега е многу се забрзано. Брзо темпо ако на тука живење. ги задржиме во пубертет, ако ги задржиме како надпреварувачи, тогаш да знаете дека тоа се едните репрезентативци на Македонија, а прилепчани да речем. Значи, тука на големата борба ни е најмногу тука. Не само јас се случува во сите спортови тој проблем е. Затоа што друштвото ги вика, животот почнува во тие тинејџерски години, па ова да видам, она не е проблем. Јас 1000 пати сум му кажала, да, па дечко, девојка, значи во ред, донеси го, накате почека, тренингот ќе заврши, повторно ќе излезите, ама друго е
тој што те сака треба да те поддржува во тоа што си добар, а не да те одвраќа од Да тоа. има разбирање. Да има разбирање. Значи, и мислам дека поголем дел од каратистите, од учениците тоа го сватија, макар што ние многу губиме и со тоа што студираат Скопје. Значи, заминуваат Скопје и таму веќе сосема друга работа, ретко кој продолжува. И тоа е болката на помаливе градови, што не сме Скопје. Инаку, страшен потенцијал е прилеп за карате спортот. Вие, значи, по завршувањето на кариерата како каратистка, станувате тренер, го оформувате овој денешен клуб Бонсај 1995 година. Да почнеме од самото име Бонсај. Кој е кумот на клубот? Кој го даде името и зошто токму Бонсај? Која е символиката? Символиката, името го дадов јас, долго време размислував, да, знаете како, да асоцира на женски тренер на клубот, да асоцира, тоа е асоциација една, споредба, како бонсај дрвцата се многу скапоцени, додека постигна таа добра форма што треба да ја постигне. Меѓутоа, начинот на нивното кастрење, од 100 години едно бонсај, не знам колку милиони долари е. Значи, начинот на нивното кастрење за да стаса дотаму е многу макотрпен. Споредбата како треба со дечињата, градењето на децата, да стасаат врвни спортисти. Тоа беше символиката и има и друг превод, вечно млад, вечно јак, дрво на животот се уште се спомнува и така. Мислам дека споредба се ми беше во споредба со децата. Младите каратисти како ги градиме, стануваат врвни, меѓутоа макотрпен е патот додека стасаат таму. 26 години ве поминуваат И извинете, и тоа е дел на јапонската култура. Целта ми беше културата од таму каде што потекнува каратето, да ја запазиме и таа култура. Што се слушне бонсај, тоа веднаш помислуваме на нешто од истокот, од Јапонија. И убаво нешто. Тоа ми беше целта, не тепачи, не знам како, значи целта таа ми беше. Едноставно представување на работата со деца. Во овие 25-6 години, дали работите сама како стручнак во клубот или имате некоја поддршка од стручњаци? Јас сум главен тренер, меѓутоа имам поддршка од голема поддршка, тоа ми се внуците, ете ме наследија како тренери, како суди. Меѓутоа многу имам од мајсторите црни појаси, од моите ученици, сите помагаат. Големите црните појаси сите помагаат во тренинзите кај малите. Ги впуштаме со нив во тренинзи за полека да научат тие како стасале догоре, значи на тој пат да можат да му пренесат знаење, да имаат осет кое дете кај некој треба да, значи мотивација дупла пред борилиште да влези. Кај некој не треба многу зборување. Кај некој е уплашен. Мора да знаат кое дете како треба да реагираат. Пошто јас сум претежно судија и високиве лиценци не бараат да нон-стоп да судиме. Јас сум и контролори во судиска комисија и пред мене исто полагаат за суди. Младиве тренери ги тераме посебно и судии се и тренери и судии, за да ја разберат добро работата судијата што му бара. Значи каков поен треба да направи, кои критериуми за да може да направи резултат. И не сум сама, значи тука вклучен е нон-стоп доктор, спортскиот доктор Иван. Вклучени се деканката на факултетот за физичка култура Ленче, ние нон-стоп имаме предавања, значи посебно од карате федерацијата и психолошки предавања, значи до каде можеме да одиме, со кои генерации, до кој оптеретување. Да. Значи јас не останувам на она ја и јас знам се. Значи не. Тука се многу работи вклучени, многу компоненти. Почнувајќи од спортски доктор, од спортски психолог, јас знам, благодарение на тоа што имам огромна литература и го сакам нештото. Па можам да знам што се случува во главата на детенцето. Меѓутоа јас не сум стручно такво лице, па затоа бараме помош од сите можни кадри, бараме помош што можат да ни помогнат за да стане некој врвен спортист.
Спомнавте пред малку кога одеше паузата дека околу 2000 членови досега поминале во клубот Да, ваш. да. Дали можете да ги издвоите оние најдобрите кои што стигнале највисоко? Можам да ги издвоам, а и ќе заборавам некој, немој да ми се налути, во моментов не можам на сите да се сетам, тоа се генерации. Како матурантите таблоа кој ќе правиш, ете така тоа се случува. Значи една генерација од Горан Бурнески, од Чеврески, Дејан, од Игор Грковски, од Дејан Костоски, Димитар Костоски, Владимир Димески, тоа и овде, баш овде во близина продава спортска опрема. Значи не можам да кажам Марина, Верица Трајковска, значи Федора Стојковска, Филип Ристески, после зборувам какош одам нагоре по генерација. Филип Ристески, Дамјан Ристески, Александар Стојановски, Кирил Трајковски, Да споменеме кои успеси ги Огнен Тодоровски, Младен Тодоровски, значи не можам да огромни успеси. Еве само да спомнам, на Балканско првенство беа први Андреј Гокчев, Дамјан Ристески, Огнен Тодоровски. Беа балкански прваци во У21 Херцег-Нови, тоа беше пред 4 Кататим. Или во Кати? Кататим. Трет беше Александар Стојановски сам во Кати. Трето место беа Александар Стојановски, Дамјан Ристески, Кирил Трајковски, Огнен Тодоровски, Даниела Дамјановска да ја споменам, значи Кико Белоковски, Антонио Цветановски, не можам, лепеза е, огромна бројка на млади деца кои направија огромен успех. Да го споменам Кататимот од Дамјан Ристески, Кирил Трајковски и Огнен Тодоровски, Аце Стојановски исто, Александар Стојановски, значи во Цирих на Европското првенство беа многу добро котирани, за зедоа 7 место како Кататим, од 5 до 6 како се пласира тоа, како губиш од 5 до 6 место, многу добро изведено. Јас мислев дека доколку последната борба ја добијат, веќе ќе одеа за борба за место. Таквите кадри штета, почнуваат да работат, кои студираат, тие кадри веќе ги изгубивме како надпреварувачи, меѓутоа ги добивме како тренери и како судии. Значи, целта која ми е мене... Не го напуштија карате. Да, мене ми е целта Прилеп како еден спортски центар, спортски град, посебно за карате. Имаме врвни, најдобрите судии, мислам од младиве судии, што излегуваат се претежно од Прилеп. Веле се исто центар и од Скопје. Меѓутоа кај нас се и кати и борби. И ние и Велешани работиме паралелно и кати и борби. Така да такви лица ни требаат, такви луѓе. Тренери во Тренер Луко врвни, ако млади, меѓутоа многу принципиелни, дисциплинирани и се надевам дека многу долго ќе се задржат во карате. Имаме уште малку време, ви сакали за судење во... Вие судите и на врвни меѓународни надпревари. Да. Дали би спомнале некој меч кој што ви остана во сеќавање бил тежок, а вие сте го судиле праведно? Како не, еве да ви споменам, полагав во Париз за светски Кога се случи тоа? Судија, тоа беше, мислам, Париз 2018. Мислам, Значи скоро беше. Да, сега, брзо. Меч имашме Турција и Франција. Екипно мажи, тоа се грамада од луѓе. Значи, некој дерби? Да. Екипни мечеви. Тоа е Европско првенство на региони. Што да ви кажам? Значи, цела публика на нозе. Франција, таму си домајќин, ваму Турција од другава страна. Јас фактички одлучив борбата да ја добија таја борба што ја судев, 2 борби судев во екипниот меч и за да кој ќе биде победник. Тука е кај судила кој е многу битно да имаш стискавец
да имаш само доверба, да правилникот да ти е Одлучност. во глава, одлучност, навреме реагирање, не после со жалби, па повуци, потегни. Строго професионално однесување. Никој нема да ти замери, нормално, тој што губи секогаш се лути. И скрив е судијата. Меѓутоа, кога ти си со правилникот, подкрепен, по правила работиш, нема кој да ти се лути. Тоа е така. На кавратата уште не знам колку камери назад, ако ти си подкрепен по правилник, не е проблем. Значи така се добива и довербата, се стекнува. Довербата, па знаеш како те пуштаат во еден оган, да речем, кај што треба да се одлучи, макар што ризикуваат, ти полагаш дали од тој притисок ќе досудиш правилно или не. Друго е релаксиран да си, друго е кога полагаш колку очите гледаат, колку очите оценуваат. Значи дриблање, не можам да ви кажам, филтрирање, страшно е начинот на кој треба да станеш европски и светски судија, многу макотрпен. Тогаш кога имаш стискаец да го досудиш нештото, за тебе не се плашат, после вака едноставно ти те бираат слободно. Довербата е стекнуваш на судиско поле. Значи или имаш стискаец да работиш, или си храбар за тоа, или повлечи се. Едноставна е играта. Валентина, многу желби во каратево ви се исполнија. Да. Има ли некаква желба што сепак доправо сакате да ви се исполни? Желба. Нешто да достигнете? Да. Па имам уште 3 лиценци светски да ги дозавршам. Кои се тие лиценци? Последната да можам финалина да судам на светско првенство во кати и уште 2 имам во борби. Затоа што 2 се во кати, европски лиценци, 4 во борби, европски лиценци. И тие ги полагаш на поредно, значи Б, джадж А, рефери Б, па тек рефери Б значи до 3-то место можеш да судиш. Нагоре нема. Рефери А е веќе се, врво можеш да го судиш. Исто и со светските. 2 се борби, 2 кати, Б и А, и борби се 4 лиценци. Јас ги имам 2-те, ми треба рефери Б и рефери А во борби и последната во кати. Јас мислам дека на последното првенство, светско првенство во Сантјаго, во Чиле, оломнани бев, каде што ме фатија и немирите, па жива глава, едва извлеков жива глава таму, и тогаш положив за джадж Б, ми остануваат уште овие 3 лиценци. Јас мислам дека за 2 години би ги положила и би ги завршила. Тоа да го постигнам и најголем успех ми се успехот на децата, на каратистите. Значи тоа чувство не можам да го опишам, треба да го доживеете. Вашата продолжена рака во борилиште што прави? И нормално младите тренери да одат нагоре и младите суди од нашиот клуб. Целта ни е тоа. Македонија да произведи што подобри тренери, што подобри кадри како суди, едуцирани млади луѓе, кои нонстоп се обучуваат, ги следат сите семинари. Јас нема семинар што имам промашен. Зато сме горе појдени. Зато што или работиш, или си во некоја долна линија. Подеска ви благодарам за гостувањето. Сите овие желби да ви се остварат, ви пожелувам и во друга прилика да се видиме. Јас се надевам, ви благодарам што ме поканивте како гостин и драго ми е што секогаш можете да не следите со нашите успеси, не само мене, меѓутоа клубот Бонсаи, сите каратисти и сите спортисти на град Прилеп. Поздрав. Благодарам. Отзори до мрак, збориме за исти ствари пак и пак. Се враќаме на исти теми, дај, причини да не те слушам, знам, е крај. Отзори до мрак, збориме за исти ствари пак и пак. Се враќаме на исти теми, дај, причини да не те слушам, знам, е крај. Ако не ме сакаш, кажи, признај ми, сум изморен од твоите лаги, невистини. Знам ти не ме сакаш уште последен пат, поздрави ме,
ставам крај и одам. Ми влезе како трн под кожа ти, но како време тече знай не боли. Ако не ме сакаш уште, сте суприв, веќе не ти требам цел, сега си само ти. Ако не ме сакаш кажи, без не ми, сум изгорен од твоите лаги, не ми. Знам ти не ме сакаш уште, последен пат, поздрави ме, ставам крај и одам. Ми влезе како трн под кожа ти, но како време тече знай не боли. Ако не ме сакаш уште, сте суприв, веќе не ти требам цел, сега си само ти. Од зори до мрак, збориме за исти ствари пак и пак.